Бугарија ја прекршува слободата на здружување со тоа што одбива регистрација на Организација на етничките македонци, утврдил Комитетот за човекови права на Обединетите нации, кој очекува Софија во рок од 6 месеци да ја исправи ситуацијата и да извести кои мерки ги презела. Во документот кој беше јавно објавен вчера, се наведува дека станува збор за невладина организација за заштита на човековите права Толеранција, која поднела барање за регистрација согласно законските процедури, но добила негативна одлука од бугарските судови, без детално образложение и нејасни одлуки, велат од Комитетот на Обединетите нации. Оттаму ја повикаа Бугарија да ги преиспита домашните судски одлуки, со кои е одбиено регистрирањето, и да му обезбеди компензација на подносителот на жалбата, кој е и основач на здруженијето. Постоењето на здруженија кои мирно промовираат идеи за толеранција и коегзистенција на различни етнички групи мора да се заштити, дури и ако нивните ставови не се споделени од властите или од мнозинството на населението, изјавила Ивон Дондерс, членка на Комитетот за човекови права. Стојко Стојков од ОМО и Линден Пирин за Канал 5 ваквата одлука ја оцени како многу значајна во борбата за нивните права и докажувањето на системска дискриминација и негација на тамошните македонци од бугарските власти. За нас е успех голем, символичен и покажува дека нашата борба е праведна, справедлива и дека државата навистина треба да запре да ги нарушува правата на своите граѓани со македонска самостојност. Не мислам дека тоа ќе предизвика непосредна промена, иако со сигурност е голем неуспех, морален удар за бугарската политика, бидејќи таа веќе не би можел никој сериозно да зборува дека не ги нарушува систематски правата на македонците во Бугарија. Премиерот Мицкоски не очекува одлуката на комитетот суштински да ја промени политиката на официјална Софија, без силен притисок од Брисел и поголемите земји членки на ЕУ, иако ваквите одлуки, како што рече, ја зајакнуваат позицијата на земјава на меѓународната сцена. Секој некој што мисли и секој некој што се уште верува во приказките дека ако се измени преамбулата на Уставот или ако ја додадеме таа измена во Уставот, тука завршуваат нашите предизвици и нашите маки, се лаже. Или не ја разбира политиката, или свесно представува меко ткиво на македонскиот идентитет и одработува за тугите интереси. Јас мислам дека, за жал, се уште на политичката сцена имаме такви политичари кои што со своите мекоткивни политики ги нарушуваат позициите кои што оваа влада макотрпно и жилаво ги гради, но очекувам веќе после следните парламентарни избори тие политичари и таа политичка партија да се маргинализираат и конечно исчезнат од македонската политичка сцена. Иако од Советот на Европа и е наложено на Бугарија да ги признае македонските здруженија таму и да прекине со рутинското одбивање за нивна регистрација, официјална Софија се уште ги игнорира 16 пресуди на судот во Страсбур за правото на здружување на македонците во Бугарија.